А дали знаете за тоа дека на годинашното светско првенство репрезентативци од повеќе држави трчаа на фудбалските надпревари со копачки во македонски дизајн со подпис на Сатја Грабуловски? После Кристијано Роналдо, Леброн Джеймс, Новак Ѓоковиќ, Дуа Липа, кој од фудбалерите носеше уникатни копачки? Дознаете на нашиот сајт. А кој вели дека вестите не можат да започнат со нешто убаво? Во следните 3 минути, еве што друго ни носи овој ден. Апел од јавното предпријатие Паркови и зеленило поради најавеното нестабилно време. Скопјани подобро да не паркираат под дрвја. За време на викендот времето ќе биде стабилно. Нови врнежи од дожд проследени со локална нестабилност ќе има во понеделник, а од вторник повторно ќе биде стабилно со пораст на температурите. По загадувањето на водата во Гостивар, Левица бара сите стратешки објекти да ги чува армијата. Пративникот на Левица, Амар Мециновиќ, денес во собранието одржа пресконференција на која најави дека се изготвува нов предлог закон за критична инфраструктура. Со предложеното законско решение, опозицијската партија бара обезбедувањето на стратешките објекти и критичната инфраструктура од највисоко национално значење да го врши армијата на Македонија во координација со другите надлежни институции. Се огласи пеачката Ружица од Арија. Што ќе правиме со илјадниците пластични шишиња во Гостивар? Таа упати апел до надлежните и до граѓаните да размислуваат и за еколошките последици од користењето флаширана вода. Смртта на работникот од комуналец при чистење канал во селото Горно Јеловце не е поврзана со епидемијата во Гостивар. Починал од срцев удар. Според првичните информации од истражните органи, интервенцијата што се вршала на каналите не била поврзана ниту со притисокот на водата во Дебреше, каде што имаше протести, ниту со загадувањето на водата во Гостивар, каде што е прогласена епидемија, а над 3000 граѓани завршија во болница поради вода со фекалии. УНЕСКО и даде уште 5 години рок на владата за Охридскиот регион. За сега нема да биде впишан во црната листа. Препораките на УНЕСКО за Охридскиот регион, природно и културно наследство, се однесуваат на мерки за зачувување на неговата исклучителна универзална вредност, меѓу кои запирање на неконтролираната урбанизација и нелегалната градба, подобро урбанистичко планирање, како и заштита на природните вредности на Охридското езеро. Исто така, УНЕСКО препорачува подобро да се управува со регионот, да се заштити културното наследство, да се ограничи притисокот од туризмот, но и да се изготви целосна стратегија за управување со регионот со јасни цели, рокови, одговорни институции и механизми за следење на резултатите. Слушнете ме сега добро. Никој да не се бања во Велешкото езеро. За ова повикаа надлежните. Забраната и натаму важи. Водата во вештачката акумулација Младост кај Велес останува небезбедна и строго забранета за капење и рекреација. Порачаа надлежните откако најновите анализи на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Велес покажаа цутење на алги кои испуштаат опасни материи. Македонска пошта не работи. Се огласија и од ова државно предпријатие. 3 дена информатичкиот систем на компанијата не е во функција поради дефект на серверската инфраструктура. Во овој момент причините за дефектот се уште не се познати. Деталите се во текстот на Весна Дамчевска. Со гаранција од над 1 милион евра, поранешниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија Муамет Сејдини излегува од притвор во Шутка и ќе се брани од слобода. Собранието го избра Зулфикер Зејнула за нов министер без ресор. Девојче од Босна и Херцеговина почина по струен удар во куќата на бабата и дедото во Италија. Луксузен брод се заби во зид на реката Дунав во Виена.
14 патници се повредени. Инцидентот се случил околу 4 часот наутро, а силниот удар разбудил десетици патници. Виенската противпожарна служба пристигнала со голем број спасувачи. Меѓу бројните патници бил и германски медицински техничар, кој им укажал помош на повредените пред да пристигне итната медицинска помош. Како на филм, заложничка драма во банка во Германија, еден човек загина, напаѓачот е уапсен. Според информациите, човекот иако бил пренесен во болница, набрзо им подлегнал на повредите. Во попладневните часови на местото на настанот биле ангажирани силни полициски сили, вклучувајќи специјални единици и хеликоптер. Хидроавион се урна и се запали во САД. Сите патници се спасени. Америка повторно го нападна Иран. Техеран тврди дека има и загинати. Америка во трговска војна со светот. Трамп воведе нови царини за над 80 земји. Новите мерки практично ја заменуваат единствената царина од 10%, што Трамп ја воведе во февруари. Таа беше воведена како привремено решение откако Врховниот суд пресуди дека голем дел од тие царини биле незаконски. Пентагон преку ноќ го намали бројот на загинати американски војници од војната со Иран, објави New York Times. Times првично објави дека Пентагон навело вкупно 18 американски војници што биле убиени за време на војната, но вчера на својата веб страница ги намали жртвите на 14. Познат ресторан во Јужна Кореја служел десерт со мравки. Газдата може да оди во затвор. Слушате сега како понекогаш се исплати да се обидете. Докторка тужеше грчка болница за преработеност. Судот и додели 20.000 евра. Елени, специјалистка по интерна медицина, која 2 децени работела во болницата во Ретимно на островот Крит, поднала оставка во јануари 2023 година, откако повеќе пати предупредувала на недостигот од кадар, напорните работни распореди и прекумерниот обем на работа. Подоцна ја тужела болницата барајќи надомест за 180 дена. Застанете сега малку. Имам уште една важна информација. Ако патувате во Грција, внимавајте. Невреме со силен ветер и грмежи се приближува кон Халкидики и Солун. Грчката национална метеоролошка служба издаде вонредно известување со црвено предупредување за опасни временски појави, кои се очекува да ја зафатат земјата од 24 до 25 јули. Поради најавеното невреме, грчките власти ставија во состојба на највисока подготвеност 11 региони. Според прогнозите, во текот на сабота, невремето постепено ќе ослабува во поголемиот дел од копнениот дел на Грција, но на одделни места во Егејското море и понатаму се очекуваат локално силни врнежи и грмежи. А за крај, сакам аплауз за следново. Македонски дебатери, представници на Младинскиот образовен форум, освоија прво место во Прага. Дебатираа на импровизирани теми против екипи од различни делови на светот, покажувајќи исклучителни аналитички способности, јавно говорење и аргументација. Браво! Толку од мене. Многу повеќе ќе најдете на slobodnpečat.mk. Се читаме. Имајте прекрасен викенд и чувајте се.